Неопходно е да се направат мерки за да се стимулираат граѓаните да купуваат електрични возила, но и да се развива мрежата за полнење на електричните возила. Првото возило на електричен мотор во Македонија на пазарот беше продадено во 2015 година и чинело 26.000 евра. Во моментов на улиците во земјава се возат околу 80 електромобили на електрична енергија, од кои 47 во Скопје, а ако се додадат и хибридните возила, тогаш бројката изнесува 200 возила. Трендот на зголемување на бројот на електрични возила во Македонија е многу спор. Во 2015 година имало 33 електрични возила, а за 3 години бројката достигната само на 80 возила. За да се зголеми бројот на електрични возила, според Организацијата на електрични возила, потребно е да се обезбеди подобра инфраструктура и брзи полначи на повеќе локации и на автопатите кои за половина час би полнеле 80% од капацитетот на батеријата, како и субвенции од владата за купување на електрични возила, како што е случајот со Хрватска, каде што субвенциите изнесуваат и до 40%. Електричните возила со едно полнење би можеле да поминат од 120 до 130 километри, а понапредните возила поминуваат и 300 до 400 километри со едно полнење. Но колку е поголем опсегот на километрите, толку возилото е поскапо. Македонија е особено добра за користење на електрични возила заради малата оддалеченост меѓу дестинациите од максимални 200 километри. Покрај тоа, во Македонија просечно се поминуваат по околу 20 километри дневно или 100 километри неделно, што значи дека електричното возило може да издржи без да се наполни со електрична енергија една недела. Односот на потрошувачката на електрично возило во споредба со класично возило на бензин или дизел е од 1:5 до 1:10. Потрошувачката зависи од многу фактори. Ако се земе во предвид, значи зависно со кој тип на возило конвенционално споредуваме, дали со дизел или со бензин, зависно од типот на возачот, значи дали е агресивен или дали е посмирено вози, зависно од теренот на кој што се вози возилото, но меѓутоа некои овака анализи покажуваат дека соодносот на потрошувачката на електрично со класично возило е некаде од 1:5 до 1:10 соодносот. Доколку сакаме нешто повеќе, апсолутно е недоволен вкупниот број на вакви полначи и во насока на зголемување на бројот на електромобили во Македонија, значи инфраструктурата мора да се подобри и на глобално ниво, зборам во рамки на целата држава и првенствено во рамки на коридорите, значи на државата, по автопатиштата и со препорака за брзи полначи кои што полнењата би траеле некаде околу 30 на минути за 80% на капацитетот на батериите. Од страна на владата на Република Македонија на среднорочен план се предвидени 10 милиони евра поддршка за сите граѓани кои ќе сакаат да променат стари возила кои не ги исполнуваат еколошките стандарди со електричен автомобил. Предвиден е 1 милион евра за спроведување на транспортни стандарди во врска со одржливоста на животната средина и климатските промени во согласност со практиките на земјите од Европската унија. А за промоција на електрични возила и подобрување на регионалниот јавен транспорт предвидени се 100.000 евра. Исто така се предвидени 5 милиони евра за финансиска поддршка за набавка на хибридни електрични возила во патниот јавен транспорт. Вкупно во следните неколку години се предвидени 16 милиони евра од државниот буџет за електромобилност. Во моментов градот располага со 5 полначи за електромобили поставени на јавни површини, а до крајот на годинава се планира нивниот број да се зголеми за 30. Во Скопје паркирањето за електрични возила и полнењето на јавни полначи е бесплатно, а и во јавниот превоз веќе циркулира електричен автобус и се испитува колку е можна за употреба таа технологија. При крај тендерот за набавка на машини во јавното претпријатие Комунална хигиена, кој предвидува да се набават исклучиво електрични машини за чистење на улиците. Во иднина град Скопје ќе набавува само хибридни електрични возила, а до крајот на годинава ќе се набават 30 еко-френдли автобуси на ЈСП со кои ќе се заменат старите нееколошки автобуси.